Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството денеска исплати 66,2 милиони денари на 6240 лозари за дополнителна субвенција од 1 денар за килограм продадено грозје во регистрираните винарски визби. Со ова исплата, како што истакна министерот за земјоделство Трајан Димковски, се заокружува комплетната исплата на субвенции за лозарството. Пред почетокот на новата производствена сезона исплатени се 9 милиони евра на 15.208 лозари за основната субвенција за одржување лозови насади. Со ова исплата ја заокружуваме комплетно исплатата за субвенциите за лозарство пред почетокот на новата производствена сезона, каде што се исплатени 9 милиони евра на 15.208 лозари за основна субвенција за одржување на лозовите насади. Веднаш потоа, државата го исплати долгот на винарските визби Поврдарија Стефани и други регистрирани винарници во регистарот на Министерството за земјоделство, а кои што имаат долг кон лозарите за предадено грозје во 2014 и 2016 година. Се исплатени над 1 милион и 250 илјади евра на 2048 лозари. Со тоа се реши еден долгогодишен наследен проблем што го имаа лозарите од Иквешкиот регион. Овие исплати за секторот лозарство се пари кои што директно ги враќаме кај лозарите за да ги вложат во новото производство, за да произведат квалитетно грозје за производство на нашето познато македонско вино. Ова е вистински пример на грижа на државата за граѓаните и враќање на парите кај граѓаните. Во овој период, кога е актуелен откуп на грозјето, внимателно ја следиме состојбата и сме во постојана комуникација со лозарите и винарниците. Веќе разговаравме за интервентна мерка за лозарите, оваа година за 1 денар повеќе од лани. Според податоците од Државниот инспекторат, до сега откупени се над 11 милиони килограми грозје. Откупната цена на вранецот е 12,58 денари за килограм, а на смедеревката 11 денари за килограм. Лозарите не се согласуваат со овие откупни цени. Дел од нив ја поздравија вчерашната одлука на Министерството да субвенционира 2 наместо денар како досега. Дел бараат средба со министерот и винариите за зголемување на откупните цени, како и поголема вклученост на научниот сектор за утврдување на точната вредност на шеќерните единици, каде што гледаат и главна препрека што им ја урива цената.